Двајцата поранешни градоначалници на Кочани остануваат во куќен притвор откако штипска апелација жалбите на обвинителството ги отфрли како недозволени. Со тоа Радко Димитровски и Николчо Илиев истрагата за пожарот во клубот Пулс ќе чекаат во притвор дома, додека единствен зад решетки останува актуелниот градоначалник Љупчо Папазов. Претходно во куќен притвор поради здравствени причини беше пуштена и поранешната директорка на пазарна Анета Симевска-Димовска. Со тоа во моментов по затворите низ земјава распоредени се вкупно 28 лица, вклучувајќи ги и 7 полициски службеници кои ги гони обвинителството за организиран криминал. Меѓу притворените и екс-министерот на ДУИ Крешник Бектеши, поради што интегративците и денеска бараат Европската комисија да испрати своји наблюдувачи кои ќе ја следат истрагата за која сметаат дека е селективна. Истражувањето на трагедијата во Кочани представува најгротескен пример на селективна правда што некогаш се случил во земјава. Овој процес се претвори во карикатура на правна истрага, каде што сите се виновни освен ако се од ВМРО-ДПМН. Република Македонија е кандидат за членство во Европската унија и затоа ќе ја повикаме Европската комисија преку тим експерти одблизу да ја следат оваа фарса од истрага, каде што власта обвинува се околу себе за да ги заштити оние кои биле одговорни да ја спречат оваа трагедија, се вели во соопштението на ДУИ. ДУИ бара комисии за да ја скрие вистината, а не за да ја открие. Врати владеачката вреди. ДУИ по 22 години владење и уништување на правосудниот систем денес се обидува да глуми жртва, барајќи истрага само за трагедијата во Кочани. Но граѓаните не забораваат кој го создаде овој расипан систем, кој ги штитеше криминалците, кој ги претвори судовите и обвинителството во приватни партиски канцеларии, се вели во реакцијата на коалицијата Вреди. Во македонскиот политички блок СДСМ се согласува со ДУИ дека истрагата се води селективно и исто како и интегративците бараат за тоа да расправа собранието на посебна седница. Опозицијата побара, власта веднаш прифати лидерска средба. Како што најави претседателот Филипче, во текот на наредната недела тој ќе повика на лидерска средба во собранието и тоа би било со лидерите на најголемите политички партии. И на таа средба ќе го презентира планот за сето она што суштински треба да се направи за државата. Она што е факт е дека до нас не е пристигнато официјално барање ниту до владата, ниту пак има иницијатива од СДС. Гледаме само најави преку медиуми. Вакви сериозни ситуации налагаат сериозен пристап. Владата и премиерот се отворени за секаков предлог и иницијатива која би помогнала. Во меѓувреме, полицијата и обвинителството продолжуваат со истрагата. Уште од стартот на неделава се вршеа претреси на повеќе локации кои се поврзуваат со газдата на Пулс, а во полициска станица беа сослушани и членови на неговото семејство. Александар Спасовски, Сител телевизија.